Студенти, професори, невладини еколошки организации деновиве ги засукаа ракавите и ги ослободија јавните површини затрупани со разновиден смет. За само неколку часа во една акција, еколошките организации собраа над 100 вреќи отпад од повеќе локации од градот. Пошто ние сме група што често патуваме по Европа, гледаме чисти градови, гледаме граѓани кои совесно го чистат и својот град, така да би сакали тоа да го видам во мојот град. Лека по лека ја мислам дека луѓето ќе се освестат и ќе бидат мало ќе пазат за својот град. Вела дека чистите улици и тротоари не значи дека проблемот со сметот е надминат. Менаџирањето со отпадот во Тетово се уште тапка во место. Општината го нема решено проблемот со претоварната станица, каде има дива депонија, а селектирањето на отпадот ниту на повидок. Добро, ѓубрето ќе се собира, нема да имаме низ град ѓубре, но што после потоа? Мислам, тоа е многу еден важен чекор. Како и другите проблеми и со ова менаџирање каснат институциите, но пак треба да се почне од негде. Селектирање на ѓубрето и добивање на енергија која нема да ја штети околината. Значи може да се профитира од ѓубрето само ако се сака. Абдулаки вели дека општината е таа која има создадено најголемата депонија во градот кај претоварната станица, а лош еколошки пример, локалните власти даваат и со емисијата на штетни гасови. Објектот на општината се уште се грее на нафта, иако властите најавија дека горивото ќе го заменат со газ. Ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа Абдулменав Беџети вели дека еколошките промени и иновации мора да започнат кај секој од нас, но истите треба да бидат поддржани од властите со бенефиции. Па ние веќе 10 години посакавме тоа да го промовираме и да ви кажеме уште кога направивме тогаш ова инвестиција на фотоволтаекот и паркот тука, основно порака беше тоа, намалување на емисијата на CO2. Во таа смисла, на некој начин, не само што не успеавме ке институциите да подигнеме таа свест за чување на средината, климата и затоплувањето глобално, но истовремено не успеавме и да го на некој начин ефектуираме нашата инвестиција од смисла финансиски материјално, ако сакате, затоа што не успеавме да добиваме така наречена фидинг тарифа, која што на некој начин треба да ги субвенционира овие работи. И како што гледате и ден денеска еве во ова прилика, пошто вие прашавте директно и ме потикнавте, и повикувам институциите да рефлектираат, да не прават на некој начин гимнастики, тамо кај што не постои, туку ние веќе ја имаме 10 години, а не го добиваме тој, да речам, субвенционен пристап во тој дел, така наречен фидинг тарифа. Тетово и покрај многуте најави на властите, се уште го нема решено проблемот со дивите депонии, а градот под шари и натаму меѓу најзагадените општини во Европа. 10-годишно девојче од Боговиње завршило на скопските клиники со повреда откако во неја удрило 14-годишно дете управувајќи велосипед. Незгодата се случила вчера околу 19 часот и 10 минути на локалниот пат во селото Боговиње. На девојчето и била укажана лекарска помош во клиничката болница Тетово, пошто била пренесена во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. По овластување на јавен обвинител, увид на лице место извршила увидна екипа при секторот за внатрешни работи Тетово. Во полицискиот билтен регистрирани 2 физички напади. Малолетник од Тетово вчера во присуство на родител во полициската станица Тетово пријавил дека на игралиштето во училиштето на Инфрашери во градот бил физички нападнат од 2 соученици. 37-годишник од село Глоѓи пак вчера пријавил дека на 23 април околу 22 часот и 30 минути му се јавил неговиот шура од село Доброште со цел да се видат. Кога шурата дошол кај него дома, по него влегле уште 2 лица, 29-годишник и 25-годишник од село Доброште, кои физички го нападнале, а потоа го однеле во селото кај неговиот дедо, каде исто така физички бил нападнат. На 37-годишникот му била укажана лекарска помош во клиничкиот центар Тетово. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. И случај на измама регистриран во полицискиот билтен на СВР Тетово.
Вчера вечер во полициската станица Тетово 76-годишна тетовка пријавила дека околу 16 часот и 30 минути, додека со незиниот 78-годишен сопруг седеле во дворот на куќата, дошло непознато лице и им понудило дрва за грејење по поволна цена. Откако се договориле за купопродажба, му дале 100 евра капар, а според договореното, лицето требало да ги донесе дрвата, но тоа не го направил. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. За време на великденските празници ќе имаме променливо време. Утре ќе биде променливо облачно со услови за локална појава на невреме. Во недела и во понеделник ќе има преодно стабилизирање на времето со благ пад на температурата, велат метеоролозите. За првомајските празници пак повторно прогнозираат дожд. Утре во поголем дел од земјава ќе биде променливо облачно и нестабилно, со порен дожд и грмежи, па такво време се очекува во Полошкиот регион, околу пладне и попладне, можно е повремено да има локален порен дожд и појава на грмежи. Во однос на дневната температура, утре ќе биде за неколку степени пониска во однос на денешната. Потоа во недела ќе провладува сончево време, додека во понеделник сепак ќе биде умирено облачно, меѓутоа и понатаму сува и во понеделник. Дневната температура ќе биде во благо опаѓање. Во понеделник во вечерните часови можно е локално да проврне слаб дожд, додека нови врнежи од дожд се очекуваат во вторник, пред се во попладневните часови. За 1 мај исто така во попладневните часови локално во Полошкиот регион можно е краткотрajно да проврне дожд. Во однос на дневната температура ќе достигнува вредности некаде околу 22-23. Во случај на појава на електрични празнења во текот на утрешниот ден, граѓаните да не престојуваат на отворен простор или под осамени дрвја, додека пак овчарите своите овци да ги поделат во помали групи со цел да ги заштитат. Со голем великденски концерт во Центарот за култура Асном, гостиварското градско аматерско културно-уметничко друштво Браќа Гиноски ја отвори годинешната концертна сезона. Пред домашната публика во 70-минутна програма на сплетови на народни ора и песни се представија фолклорната секција, оркестарот, најмладите членови на друштвото, како и пеачите Перо Пандиловски и Славко Зафировски. Од ГАК-от Браќа Гиноски велат дека се задоволни од великденскиот концерт и споделија дека во натамошниот период ги очекуваат уште настапи и концерти. Во текот на овој месец имаме и гостување во Македонски Брод, ќе земеме учество на традиционалните великденски туризм, на кој учествува повеќе културно-уметнички друштва од Република Македонија. Исто така во текот на месец мај имаме гостување во Крница, Маврово и во Тетово, додека почетокот на јуни гостуваме во Барвеница. Во август традиционално друштвото гостува во Република Бугарија, каде ќе земе учество на меѓународниот фолклорен фестивал Балкан од пее и танцува, на кој учество ќе земат културно-уметнички друштва од сите републики на поранешна Југославија, од Румунија, Маđarска и Грција. Градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Гиноски е едно од најстарите културни-уметнички друштва во Македонија, кое функционира скоро 7 децении, со остварени над 700 концерти во земјава, гостувања во странство и учества на фестивали и манифестации. Председателски избори 2019.
Оган кој брзо се шири, тешко се гаси. Затоа, како што велат, најдобро е да се превентира. Во темата на неделата зборуваме за говорот на омраза за време на изборните кампањи. Кон крајот на мај ќе се одржат избори за Европскиот парламент. Тие, како што велат посматрачите, се многу важни за идните текови во Европа со оглед на подемот на популистичките, крајно десничарски и националистички партии. Како едно од мамките за привлекување на гласачите, некои од нив го користат говорот на омраза, што го шират главно преку социјалните медиуми. Amnesty International реши да ги следи. Организацијата за човекови права Amnesty International започна проект за следење на говорот на омраза, што го користат граѓаните и политичарите на социјалните медиуми во периодот пред изборите во Европската Унија, што треба да се одржат кон крајот на мај. Формирана е работна група од околу 100 активисти кои ги следат дискусиите преку интернет и алгоритмите за проверка на јавните Facebook постови и твитови на политичарите кои се кандидираат за Европскиот парламент. Директорот на Amnesty International Италија, Джани Руфини, деновиве на пресконференција во Рим изјави дека дискриминацијата во социјалните медиуми постојано се зголемува во последниве месеци. При тоа тој рече дека станува збор за систематско користење на изрази на омраза, навреда, насилно дискриминаторски декларации, како и на тоа дека некои групи, како мигрантите и ромите, се користат како жртвено јагне за тешкотиите во едно општество. Una discriminazione che poi nei mesi si è andata allargando sempre di più e oggi troviamo i discorsi d'odio applicati alle donne, applicati alle persone LGBT, applicati ai disabili, applicati ai poveri in quanto tali. Руфини со констатација дека за прв пат во Италија и во Европа, но исто така и во Соединетите држави и во многу други земји, било забележано уназедување на човековите права. 70 anni di progresso, a volte troppo lento, a volte non coerente, a volte non armonioso, ma tutto sommato continuo, i diritti umani oggi stanno facendo marcia indietro. Шефот на оперативната група на Amnesty, Марија Роса Сора, изјави дека тимот е активен секојдневно. Monitoriamo le maggiori testate nazionali per verificare la presenza di articoli che riguardino i gruppi fragili di cui ci occupiamo, i cui diritti vengono appunto messi in discussione e che sono spesso bersaglio di discorsi d'odio. Мартина Чичи од Amnesty International вели дека следењето се одвива врз случаен примерок и врз одреден број на кориснички коментари. Vengono raccolti tutti i contenuti pubblicati dai candidati monitorati sui loro account. Nel caso di Facebook parliamo di pagine pubbliche, non di profili personali, e sui loro account Twitter. Per quanto riguarda gli utenti generici invece, lì l'algoritmo pesca in modo randomico. Amnesty International ќе ги објави податоците пред изборите во мај, но во обид да бидат непартиски, ќе ги објават имињата на политичарите кои користеле говор на омраза по изборите. И додека членките на Европската Унија се подготвуваат за избори, кај нас се во полнек кампањата за избор на нов шеф на државата. Таа се повеќе се води преку социјалните медиуми и секако не е имуна на говорот на омраза. Од Хелсиншкиот комитет наведува дека имало за 40% зголемување на случаите на говор на омраза, и тоа само од моментот кога во јавноста бе објавени имињата на председателските кандидати. Тројцата кандидати универзитетски професори и дадоа поразличен белег на председателската кампања во која доминира академискиот речник, кој јавноста која досега беше навикната на оцрнувачка кампања го прифати главно со позитивни реакции. Но експертите велат дека навиките на исмејување, девалвирање, етикетирање продолжија од партиските ешалони, кои најгласни во извршувањето на својата партиска задача беа на социјалните мрежи. Извршната директорка на Хелсиншкиот комитет Уранија Пировска вели дека тие нотирале за 40% изголемување на бројот на говор на омраза, откако во јавноста беа објавени председателските кандидати. Од страна на лидерите на политичките партии ние не забележавме говор на омраза, меѓутоа од партиското членство во голем дел, и главно се насочени или кон етничката припадност или кон политичката припадност, во случајот со Силјановска Давкова или кон незиниот род.
Тоа се главните карактеристики на феноменот на говор на омраза во оваа предизборна кампања. Добро е што од високите функционери, од најголемите политички партии не беше забележан таков говор на омраза. Во јавноста често се посочува дека социјалните мрежи се главни расејувачи на говорот на омраза, но Пировска укажува дека голема улога има и културата на политичките партии и дека граѓаните го прифаќаат нивниот модел на комуникација и на тој начин им се додворуваат на политичарите. Експертите сметаат дека дел од граѓаните размислуваат дека со навреди кон политичките неистомисленици ја завршуваат својата партиска задача, а дека македонското општество не сака да воспостави етика во комуникацијата. За Хелсинскиот комитет зборува отсуството на соодветен одговор од институциите за решавање на проблемот. Кога се обраќаме до Министерството за внатрешни работи, каде што ги препраќаме нашите представки, значи до оделението за компјутерски криминал, најчесто како образложение, односно одговор од страна на МВР е дека понатаму тие представки се препраќаат до јавното обвинителство, меѓутоа не се знае исходот од тие постапки. И покрај тоа што упатените председателската кампања во првиот круг генерално ја оценија како подемократска, имаше и исклучоци и недолични префрлања. Кандидатот Стево Пендаровски за еден рекламен спот на опозицијата рече дека е на многу ниско ниво. За кандидатката Гордана Силјановска карактеристични беа алузиите на незината возраст, стил на живење и практицирање на јога и гафовите со имињата на градовите во кои таа ја држеше кампањата. Нашите Facebook, Twitter и YouTube постојано се отворени за вашите коментари и мислења во врска со говорот на омраза за време на изборните кампањи. Довидување. Денес имавме сончево и топло време, со мала до умерена облачност и со слаб до умерен јужен ветер. Температурите се движеа во интервал од 7 до 25 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде променливо облачно и нестабилно. Околу пладне и попладне со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со појава на град и засилен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 9 до 22 степени Целзиусови.